Централно место на последната седница од Економскиот совет беше процесот на гасификација на регионов. За неколку месеци стартува изградбата на примарниот довод Неготино-Прилеп Битола, со што стартуваат и подготовките околу нацрт проекциите на секундарната гасоводна мрежа за индустриските капацитети и домаќинствата. Практично од започнувањето на изградбата треба да помине година и пол до поминување на самиот гасовод покрај градот Прилеп, што значи уште сега треба да се размислуваат за физибилити студија и разгранување на гасоводот низ градот, односно изградбата на секундарната гасоводна мрежа, која што во многу ќе значи за понатамошниот развој и работење на бизнис секторот, значи на фирмите од градот, на домаќинствата, на јавните институции, училиштата, образованието. Стана збори за понудата на градежните парцели во индустриската зона Прилеп 2, како и понудата на парцели по пристапни цени во населбата Градина, поврзани со проектот Купи куќа за млади. За двете локации електронските продажби ќе продолжат веднаш по завршувањето на изборите. Општина Прилеп ја ажурира електронската база на податоци за слободни индустриско-деловни капацитети, кои ќе бидат понудени за браунфилд инвестиции. Таа база на податоци ќе биде одлична за сите оние идни инвеститори кои сакат браунфилд инвестиција, односно да земат под закуп или кирија одреден простор 1000-2000 квадрати и така натаму, ние да имаме што да понудиме. Многу инвеститори доаѓаат во Прилеп кои што бараат вакви простори и добро е да ние го имаме тоа како база на податоци, како информација. Членовите на Економскиот совет дискутираа и за проектот од град во село за нов почеток, како и за плановите околу реконструкција на градскиот фудбалски стадион, повреќањето на победа во елитното македонско фудбалско друштво, но и за потребите од поголема поддршка на ракометниот суперлигаш Прилеп. На седницата стана збор и за актуелната политичко-економска состојба. Има доста негативни ефекти до сега од сето ова што се случува, што се уништува во градот Прилеп, се намалува сигурноста кај во работењето на самите деловни партнери кои се од државата и од странство, на самите субјекти и фирми. И една препорака од Економскиот совет и препорака од сите кои живеат во градот Прилеп е што побрзо да заврши ова агонија, ова хулиганство кој што се јавува во градот, со цел да се создадат и да се вратат нормалните услови за живење и работа. Економскиот совет Прилеп покрај представници од бизнис заедницата, јавните претпријатија и невладиниот сектор го прошири составот со уште еден член, и тоа со представник од регионалниот синдикален совет на Прилеп.